70 години од постоењето на музеот, па колку сте вие задоволни досега? Па вака, значи ние кон крајот на годината успеавме и да направиме и еден вид на прослава или одбележување, подобро речено, на 70 години од постоењето на Националната установа Завод и музеј Штип. Со суднимаки, нели сите знаеме покрај оваа ситуација од COVID-19, која што некако не измести од колосекот, меѓутоа успеавме да направиме една изложба која што тоа беа програмски проекти 2 кои што беа од Министерството за култура. Ние ги споивме во една изложба каде што ги презентиравме заштитните истражувања од Боров дол и една етнолошка изложба, ја споивме во едно и успеавме да направиме едно одбележување на 70 години од постоењето на Завод и музеј Штип. Инаку можам да кажам дека навистина во овие последни години, десетина па и повеќе, навистина Завод и музеј имаше богата и плодна работа, каде што се реализира повеќе проекти, почнувајќи од заштити археолошки истражувања кои што беа за потребите и на Боров дол, рудникот Бучим кој што го отвара, потоа заштитите истражувања за патиштата кои што се градат во моментот Штип Кочани и Штип Радовиш. Во тој дел на вистина, значи, успеавме да ги реализираме сите овие проекти. Почнувајќи, ако се враќаме и на назад, имавме и такви заштитни истражувања кои што беа за хидросистемот Злетовица. Меѓутоа, во последно време, навистина се реализираа овие проекти, меѓутоа, морам да истакнам дека покрај овие заштитни истражувања, музеологијата исто така имаше добри проекти кои што беа реализирани. Еве на крајот успеавме оваа година некаде за неколку месеци, мислам дека ќе направиме, ако ситуацијата биде како што треба, значи ќе направиме и презентација на зборникот на Националната установа Завод музеј Штип, кој што можам да кажам дека негде околу 15 години не беше издаден. Меѓутоа, минатата година имавме еден таков проект, успеавме да го реализираме, значи преку некаде околу 20 текстови ќе бидат објавени. И навистина во тој дел сум задоволен, бидејќи успеавме и покрај ваквата ситуација да издадеме еден зборник кој што сепак е една од научните аспекти и научната основа на дејноста која што ја врши Завод и музеј Штип и ќе биде презентирана на пошироката јавност. Инаку 70 години од постоењето навистина еден јубилеј кој што може да се пофали секоја институција, бидејќи сепак е тоа еден јубилеј кој што покажува дека градот, односно државата е посветена на културата и е посветена на оваа институција, која што навистина со своите 3 поставки кои што ги има и археолошките локалитети, како музеот на револуционерната борба во Ново село, спомен куќата на Славчо Стеменски и комплексот Аневи Гочеви, кој што каде што е сместени канцелариите и археолошката и историската поставка, навистина успеваме да се носиме со времето и да го представиме и да го зачувуваме, односно оној кодот, идентитетот и историјата на нашиот град и на нашата држава. Историска, археолошка и етнолошка поставка, па колку вкупно експонати постојат? Па точно некаде околу Завод и музеј Штип некаде има околу 6 до 7 илјади предмети кои што ги поседува како предмети кои што се наоѓаат и во депото и во и во изложбите. Некаде околу повеќе од 1000 предмети се представени во овие историски и археолошки изложби, односно стални поставки, така да има и уште многу, меѓутоа ќе треба простор, ќе треба витрини, ќе треба, но сепак мислам дека ова е доволна презентација за во овие поставки кои што се поставени. Инаку морам да нагласам дека ги имаме и посочните фигури кои што се на револуционерите во Ново село. Сепак тоа е една обврска, една чест да се таков музеј да се има, меѓутоа сепак морам да нагласам дека тоа сака труд, сака средства, па во вакви моменти сепак сме задоволни. Кои се најстарите експонати кои што се донесени во музејот? Па вака, најстари експонати сепак се археолошките експонати, така едно е
од предмети и монети, меѓутоа најстарите предмети се сепак оние кои што се од праисторијата, кои што ги имаме ние последните 40-50 години што е истражувано. Значи тоа се предмети од Анзибегово, предмети од Вршник, предмети од Грнчарица, го имаме и најстариот скелет кој што е во нашиот музеј, значи тоа е скелетот од Грнчарица, некаде околу 7000 години, така да односно една археолошка поставка што содржи можеби било каде во светот да се отиде, ги имаме и ние, можеби не во толков број, меѓутоа ги има. А колку вкупно археолошки локалитети постојат? Археолошки локалитети кои што се водат на територијата на Штип, значи некаде се сигурно некаде околу 2 до 3000, меѓутоа оние кои што се поекспонирани, оние кои што се повредни, оние кои што се истражувани, значи ние во моментот некаде имаме работено сигурно на преку 50 на локалитети кои што датираат од различни периоди, меѓутоа на оние кои што се посветува повеќе внимание, сепак треба да го спомнеме, значи доста античкиот град Баргала и средновековната тврдина Исар Штип и значи од сите периоди морам да нагласам и последното истражување кое што беше во Крупиште, значи тоа е она базилика, црква која што е истражена до крај, каде што нели била почетокот на Моравската мисија, односно Кирил и Методи, каде се спомнува, бидејќи тука е откриени и парчиња на камен со глаголица. Лани истражувавме на тој локалитет, црквата е до крај истражена, значи тоа е еден од значајните локалитети, сега се надеваме дека во наредниот период и конзервација ќе има на таа црква. Така да ги имаме и археолошките локалитети од сите периоди, се истражува на сите, можеби не толку колку што ние посекуваме, меѓутоа не е запоставен еден локалитет од различен период. За време на глобалната пандемија знаеме дека ги зафати сите професии. Како се одрази врз оваа професија и кои се условите за работење за време на COVID-19? Така реков дека оваа пандемија не измести сите од колосекот, меѓутоа успеваме да се носиме со сета ситуација, значи проектите се реализираат, тековните работи се реализираат, меѓутоа изостана оној дел каде што ги немаме посетителите, ги немаме школите, ги немаме туристичките организации кои што сепак тие се оние кои што се главните посетители, ги немаме странците, меѓутоа оние други тековни работи сепак се одвиваат во некој нормален тек. Така, дали веќе Министерството за култура излезе со податоци кои проекти во Штипскиот музеј ќе бидат реализирани? Вака Министерството за култура се уште не ги приложи дозволените, односно одобрените проекти, меѓутоа ние конкуриравме некаде преку 50 на проекти кои што се однесуваат на заштитата, музеологијата и галериската дејност. Се надеваме дека, бидејќи во последните неколку години проектите кои што беа одобрувани се некаде се одвиваа на таа бројка, така да мислам дека и оваа година, барем тие што се надеваме, оние што се, бидејќи на крајот се трудевме да бидат приоритети, бидејќи знаеме покрај оваа ситуација мораме да се насочиме на работи кои што се како приоритет на установата. Колку време сте дел од музејот, колку време работите овде и кој е она кој што најмногу ви исполнува во оваа професија? Па вака, јас сум по професија археолог, директор сум на установата некаде околу скоро 4 години, инаку сум во музејот некаде од 96-97 година, од 2003 како редовно вработен, дипломирав, магистрирав, докторирав, така да во оваа професија некако се пронаоѓам во моите овие години, така да мојата главна професија археолошките истражувања, меѓутоа еве сега како директор на националната установа се трудам барем сите тие работи да бидат во еден компактна целина. Така, сега кажавте дека работите со толку многу емоции, сето тоа како што знаеме дека најдобро е да се работи онако што нам не исполнува. Дали досега некој откритие ви оставило голем впечаток? Така, многу пати ова прашање е поставено не само на мене и на колегите. Ние обично секогаш одиме на атрактивни наоди, атрактивни работи кои што
сакаме да направиме, како се вика, она бум во археологијата, секој се го сака тоа, меѓутоа во моите долгогодишни истражувања, бидејќи од 2001 година па наваму, значи работиме со големи проекти, така да можеби за многу од колегите некојаш и тоа е представува како цел, како идеја, меѓутоа еве јас успеав да учествувам во такви проекти каде што работиме и со 200, со 300 луѓе на терен, сепак е тоа една голема амбициозна работа. Да речеме на археолошкиот локалитет во Бучиме работевме околу 200 луѓе, на средновековната тврдина Исар во 2008-2009 година исто така имаше околу 170 луѓе, сепак е тоа една работа која што сака труд, сака знаење, сака посветеност, така да не можам да издвојам дека нешто е посебно, меѓутоа сепак би издвоил еден предмет кој што беше откриен на археолошките истражувања во Марвинци, каде што тоа беше едно пелиќе кое што е редок наод кој што се наоѓа во Македонија. И интересно е кога ќе го најдеш цел. Значи ние ги наоѓаме, особено керамиката се наоѓа како фрагменти, меѓутоа кога ќе најдеш цел сад сепак е тоа предизвик. Колку е заинтересирана младата популација? Па вака, ја мислам дека во последно време младите се заинтересирани. Ја мислам дека нема човек кој што не е заинтересиран за културното наследство, за археологијата, за нови работи, старо нови работи. Меѓутоа, мислам дека во последно време некако се дава еден посебен придонес, односно посебно се цени културното наследство, бидејќи можеби оваа цела генерална политика така не наведе. Мислам дека и младите почнаа да осознаваат дека некои работи ние што ги имаме, ги немаат другите, или ги имаме и она што го имаат и другите, бидејќи во последно време сите веќе циркулираме повеќе. Освен оваа година која што беше, значи сите имат посетено музеи по разни европски и светски земји, меѓутоа кога ќе дојдат и во нашите музеи се гледа дека ние не изостануваме нешто повеќе од другите. Можеби по бројка, можеби ќе имат они 5, ние ќе имаме еден предмет, меѓутоа сепак мора да признаеме дека се посветува внимание на културното наследство и се добро е што се прават музеи и што се одржуваат музеите, бидејќи сепак тоа е како се вика она како ризница на културното наследство на минатото, така да мислам дека сепак се грижат и младите и постарите во последно време, сепак е таа работа некако другајаче се гледа.